Често пати сме ја чуле мислата дека книгата е најдобриот човеков пријател. А тоа особено важи за оние книги кои што ни помагаат да се осознаеме самите себе си и ни отвораат нови хоризонти, го менуваат начинот на кој што го перципираме животот и нештата кои што ни се случуваат. Токму такви се книгите на авторката Весна Здравковска-Трајковска, Души близнаци, многу интересна литература, препорачлива буквално за сите генерации. А во следниве минути ќе дознаете зошто овие книги ни беа предизвик и мотивација за денешното интервју со Весна. Весна, пред се ви благодариме што одвоивте време и допатувавте во Скопје за да ги запознаеме и нашите гледачи со вашето литературно творештво и со книги кои што сосема сигурно се книги кои што ќе го привлечат вниманието буквално на секој читател што ќе ги земе вашите дела в раце. Благодарам, Ирена, за поканата, особено чест ми е и задоволство да настапувам во вашата емисија. Вашите книги се посебни по многу нешта. Пред се по несекојдневната тематика која ни помага да направиме разлика што е сродна душа, што е душа близнак, нешто што многумина од вас го мешаат, а сите знаеме дека во животот се среќаваме со одредени луѓе или во одредени околности кога се прашуваме зошто нешто ни е познато, лесно, пријатно и убаво, зошто некогаш имаме негативни чувства без при тоа да постои посебна причина. Но причини всушност секогаш постојат за она што се случува. Вака сега, значи, вие го поставите првото прашање, односно почетокот на првиот роман Души близнаци 11 и завршивте со последниот роман кој што сега, во текот на месец ноември, треба да излезе од печат. Точно е, првата идеја и инспирацијата зошто кога се создаваше првиот роман Души близнаци 11 беше да видиме која е разликата меѓу сродни души, души близнаци и кармички врски. Оваа тема ја истражувам долго време, 10 години, и мислам дека доста информација дојде до мене, затоа знаете како кога нешто истражувате така ревностно, а информациите доаѓаат вака или така. Понекогаш се граничи дури со визија, односно увиди. Значи, овие три романа се всушност нешто кое што зборува за душите близнаци, но во различни сегменти. Кога го почнував првиот, сакав да прикажам како тие се среќаваат од живот во живот, од век во век, од држава во држава на планетата Земја. Но се случи огромен успех на првиот роман. За мене неочекуван, затоа што го пишав за себе, можеби, немав храброст да го објавам, но добро, тоа е друга тема. Се случи читателите да бараат одговори се подлабоки. Значи, после тој роман, нивните прашања всушност ме натераја да размислувам и додам подлабоко во темата како и зошто доаѓа до такви средби меѓу нив на планетата Земја. После неколку години се јавија други увиди кај мене. Фактички, вториот роман, кој што е доста обемен и мислам дека е клучен, е објаснување на тоа како свеста или свесноста на луѓето влијае на тоа кога ќе го сретнат својот исконски партнер, својата душа близнак. И мислам дека тука ќе завршат прашањата на читателите, но уште подлабоко ме носеја, со уште потешки прашања, со уште потешки, како да кажам, размислување и анализи, па и истражувања, па и молитва за да ги добијам одговорите. За сега, да, после 3 години, конечно, ја заокружам оваа трилогија и дадам пресек на тоа
од каде се доаѓа се на земјата. Кога зборуваме за причинско-последичните врски во нашите емотивни животи. Всушност, третиот роман е завршеток на претходните два со тоа што е дадена слика на паралелните универзуми, затоа што ние не постоиме само тука. Постоиме на повеќе места, повеќе универзуми. Сега, тука во последниот, кој што сакам да биде промоцијата на 11 сега оваа година, така планирам, здрави, живи, се надевам дека ќе биде за да се заокружи трилогијата. Е дадено средбата на душите близнаци кога биле создадени од Адам и Ева, односно Адам и Ева се души близнаци, преку универзумот на кармата, прапочетокот, на долгот, чистењето на кармата, чистилиштето, универзумот на чистилиштето и универзумот на иднината. Значи, последниот роман, тоа не се места, тоа е состојба на свестност, на свест. Кога ќе станеме за тоа свесни, тогаш фактички ќе можеме да знаеме што е она што е наше, што е она што е свое. Да можеш да го препознаеш уште при првиот поглед. Зашто, знаете како, се случува во исто време, и минатата и сегашноста и иднината. Јас не можев да објаснам како може тоа да се случува. Веројатно, прв пат кај вас ќе откријам, се двомаме меѓу 3 наслови, но ќе биде веројатно на последниот наслов од Души близнаци во минатата иднина. А како ќе биде јасно, така што едноставно само што ќе го кажам дека сите ние правиме некаков план горе во 7-та димензија. Тој што го прочита вториот дел знаат што е 7-та димензија на Плејада. Јас замислувам таа димензија на свесност. Во какво тело ќе се родиме, во која земја, на која планета, во кој универзум. И постоиме исто време, секоја одлука овде што ние ја посакуваме или ја носиме влијае на одлуките на во другите универзуми. Мислам дека последниот роман е за окружување на комплетно прашања кои што беа поставувани во овие 8 години. Значи трилогијата ја создавам 9 години, една деценија, и мислам дека конечните одговори тука ќе ги добијат читателите, а што се случува од 8-та димензија нагоре, тоа некогаш ако Бог ми даде да видам како увид, можда ќе го напишам, макар што мислам дека немам пристап таму во тие димензии. Напишав толку колку што ми е дадено да напишам. И уште само ова, целта и пораката на овие дела е младите навреме да се освестат. Значи, овие дела се наменети за доживување на квантен скок во свесноста на луѓето. Додека се читаат, луѓето се просветлуваат едноставно. Значи, тие се на некој начин промислено универзумот, каква и да е таа сила, и се наменети токму за тоа. Значи, да можат да проценат, а не да талкаат од партнер до партнер, од врска во врска, од разочарување во разочарување, од брак во брак, не брак и така натаму. Значи, време е младите конечно да ја подигнат свеста, зашто оваа планета и сите овие високи вибрации кои што сега ни се случуваат од 2012 наваму, тоа го бараат неминовно, затоа што се друго е само ниска вибрација и уништување на планетата Земја. Единствено таа љубов, која што е вистинска, која што е исконска, која што е дадена од Бог, само таа љубов може да го направи човекот исполнет и среќа. Се друго е само замена за неја или само една утеха дека па добро. Не е лошо ни вака. Но дали е така? И таа свесност е всушност сите филозофски учења, сите езотерични учења, па и нашето христијанство
и муслиманското учење, и будизмот, и првата цел им е будење на свесноста на луѓето. Ако не се пробуди свесноста, ние живееме во маја. Матриксот, това што го викаме. Значи, тој матрикс самите си го создаваме. А го создаваме сами, зашто? Зашто веруваме дека нешто е така или не е така. Значи, едноставно, мајата, за нашата замаеност, за матриксот, за кафезот во кој што живееме, сме самите виновни. Затоа што во нас ги носиме вештините кои што ни се дадени од Бог, да видиме дека не е се така како што некои темни, кои се темните во 12, да веќе читателите знаат, смислиле за оваа планета Земја. Всушност, овие книги ни помагаат да ги препознаеме шансите кои што универзумот не случајно ни ги сервира на секој од нас и не случајно во одреден временски период и да искористиме моќта која секој од нас ја поседува, да ги осознавајќи ги тие моменти и препознавајќи ги, да го напредиме сопствениот живот и сопствениот пат. Во ирисот на окото имаме сега скоро пронајдена е нешто како дамка точка која што е многу од милиметарот поситна и се вика дуин, по нешто е пронашол. А метафизиката, квантната физика ја објаснува, односно дури физиката, како наука на Земјата, на планетата Земја. Во неја се запишани сите претходни животи. Значи, окото е тоа кое што ги носи сеќавањата на сите наши хоризонтални, така да речем, и вертикални животи. Паралелни од минатото и од иднината. И на оваа планета и на другите планети и универзуми. И тие во моментот кога се среќаваат душите близнаци, директно ги пренесуваат меѓу себе информациите. Значи нема потреба од разговор. Се знае. Она другото, може некој да заличи или некоја да заличи, но пак, значи, се работи за свесност, односно за несвесност. Мислам дека ова е подарок за младите од мене, така од срце, зашто многу е важно во животот со кој ќе го поминат животот. Но и не само за младите, Весна. Јас сосема сигурно и одговорно тврдам дека и луѓето што сме во повозрасни години можеме многу да научиме од овие книги, од ова четиво и да се препознаеме себе си во многу ситуации кои што се опишани во книгите. Верувам дека ова што го говоревме беше сосема доволно да ја разбудиме љубопитноста кај читателската публика, оние што се уште не ги прочитале книгите и еве за крај ќе ве замолам да ни кажете каде може и како може да се набават книгите за сите оние што сакаат да ги имаат во својата домашна библиотека и да си ги прочитаат. Вака, одамно се предаваат во литература МК и во Матица Македонска во Скопје, во Битола и Струмица и по некои локални книжари приватни во помалите градови. Иначе продаваме мојата фейсбук страна е Души близнаци 1111. Тоа е фейсбук страна за продажба на романите и праќаме низ цела Македонија по карго. Така е најбрзо, најевтино, зашто има и попусти и нека следат она што следува. Со нетрпение ќе ја очекуваме и промоцијата на третиот дел од оваа трилогија, која што, како што кажавте, е и една завршница, една кулминација на тоа чудесно патешествие кое што го започнавте пишувајќи ја првата книга, а кое што еве сега наскоро и ќе финишира. Ви благодарам, па повелите на промоцијата, ќе видиме во контакт. Поздрав до вашите гледачи. Фала ви многу, Весна.